Dobar ден, среќен ден, драги наши. Велат било сезона на вируси. Јас тоа денеска можам да го потврдам, мислам. Но исто така е и полна сезона на нашата фолк естрада. Добар ден и од мене, драги гледачи. Ние сега ги поканиме нашите гости, но претходно сакам да замолам нешто. Ајде да чуем. Кога ќе седнеме таму, нема да киваш на кај нас, молим те, не сакам да си заминам со настинка, а ниту нашите гости сега не им треба настинка. Договорено. Време е за гостите. А Повели. наши денешни гости се Евто Пупиновски И Стојна Николова. Prosti mi dušo moja, za noći te ne spani. Tvoja ta vrela soza, nek mi stoji. Se koga špeše dobra, takva i ostani. Što mja čuješ, ova naša ta, zaigraj, pušti srce, krenija čaša ta. Ja moram sam da odam, so svoj te ne mirim, mi beše dobra bila, takva i ostani. Prašina siva padna po našite papegi i nema veke stati, poznati će brovi, nema ni nečni svoroj, vreli bakneži. Nekoga što ja čuješ, ova naša ta, zaigraj, pušti srce, krenija čaša ta.
Добар ден уште еднаш, драги гледачи. Како што веќе видовте, нашите гости ни состојни господин Ефто. Добар ден уште еднаш и за вас двајца. Ајде прво ќе поставам прашање на дамата, како што е редот. Обично баже ги започнувам прашањата со дамата, меѓутоа овој пат јас решив да прашам нешто. Вие сте веќе представник на една свежа крв во македонската фолк естрада. Ајде, да започнеме прво со вашите почетоци, кога почнавте, како почнавте, колку години имавте затоа што сте премногу млада? Па вака, јас почнав да се занимавам со музика од моите 14 и пол. Да, 15 годишна возраст, така нешто. Значи од мала, а не Да, млада. кога завршив 8 оделение. И мојот професор до тогаш во основна по музика, значи ми предложи да бидам член во неговата група. И така јас одлучив да влезам во групата и со мојот професор имавме, значи настапувавме по веселби, значи свадби, во ресторани, кафичи и така натаму. И се почна од тогаш. А како, бидејќи нели на 14 години не секој слуша македонска фолк музика. Ние ги знаеме сите оние македонски народни песни. Меѓутоа обично во тие години знаеме да слушаме поп. Како, од каде таа желба вие да пеете, да слушате македонска народна песна? Добро, јас уште од мала сум растана, значи моите родители се доста музикални. Мојата мајка знае многу убаво да пее и незината мајка исто така, но Значи ништо не е случајно. да, ништо не е случајно, но тие не се пеачки. И уште од мала можам да кажам дека кај нас од сабајле па до вечер беше музика, музика и музика. И не слушав само народна. Секако дека слушав и други стилови на музика, но некако народната Најблиска. да, најблиска ја чувствував и затоа Токму и затоа одлучив- првиот проект твој на тие млади години, на 15 годишна возраст или 16, 16 беше по 17, да. еден албум со народни македонски. Да, македонски Ако не се препеани лажам. песни. Така, кој е, значи албумот го посветив на татко ми, кој почина, но еве, во чест на него го направив тој албум, односно заедно го спремавме и го нареков од срцето ја подарена. Да, и еве сега после неколку години ја гледаме повторно Стојна Николова Да, веќе го завршив во едно ново средното руво. училиште. Сега сум на факултет прва година и еве, сега доста спремна психички и физички, значи Да, мислам дека и Да, ти го за нови почувствува тој почетоци. момент дека е време Па да да, дека е време и едноставно пораснав и сватив дека сето бидеш тоа е поамбициозна, шоу бизнес, да, и па уште од мала бев амбициозна, но сега некако сватив што е всушност, како треба да се работи и секако ги имам сега и вистинските соработници. луѓето од нашиот бизнис, да го наречам, од нашата Да. работа, добро ја знае Стојна Николова, сите ние ја знаевме, но ете дојде време и пошироката јавност да се запознае со квалитетите на Стојне. А мислам дека време е сега Една легенда да да го проговориме. поздравиме најофицијално и нашиот легендарен Ефто Попиновски, за кој има многу нешто да се кажува, повеќето од тоа што треба да се каже публиката веќе го знае. Но ние сепак ќе се осврнеме на некои од оние најбитните моменти. Не знам од каде да почнеме оваа приказна за Ефто, дали од она лихнида легендарна која еве веќе децении трае, или да одиме малку поназад во Република Вевчани. Прво поздрав до сите гледачи на Сител телевизија, на еве на ова На Фолк естрада. Фолк естрада, на оваа емисија. Па јас мислам дека е најдобро во многу кратки црти некако да прошетаме низ времето и би рекол дека музиката е една од најблиските работи кај човечкиот организам, значи уште во најраните години едноставно човекот се јавува тоа чувство за музика, за песна. Сега, кај сите оние кои што
имат, би рекол, чувство плюс или Некој талент. кратко речено дар. Значи тоа е одма си добива некои други димензии. Така да јас уште се сеќавам на 5-6 години имав еден дедо Секула тогаш во село Подгорци, кој што свиреше на тамбурче. И се сеќавам на од слава до слава и се собираа како оркестар. Тој со неговите, така кажам, колеги, музичари, мислам, и свираа, значи, за мене ето музика, песни кои што некако Ти влегува во срце или некако многу убаво ги чувствував. да. Се сеќавам еднаш, бидејќи јас бев релативно многу мал и не можев да дојдам до тоа тамбурче. Сеќавам кога еднаш му го украдев и така со еден прст почнав и јас нешто да свирам. И може се каже, ето, тоа беше пак од друг аспект еден првиот допир или првиот контакт со некој музички инструмент. После тоа следеа активности во основна школа, во средно школо и така, Па и на работа. да, па и на работа и низ мојот живот, ето сум правил и оркестри, нормално како младинец ме интересирала таа Да. И конечно забавна песна. доаѓаме до легендарното Фолк фестивал Ландово 86. Па имав забележителни со тие забавни песни, забележителни песни за македонска тогаш телевизија Скопје. И се случи во Ландово, се случи Лихнида кајче веслаше. Тоа беше првиот настап на Ландово, ако не се лажам. Не само првиот настап, јас мислам дека и од секогаш, значи се сеќавам дека ме интересирало компонирањето. Па велам, јас можам вакво нешто да направам. Слушајќи ги, пеејќи ги тие наши драгоцени изворни песни, така да уште нормално кога зборував за свој оркестар, забавни песни, ние тогаш во тоа време и свиревме мои песни. Така се случи и првата народна песна, значи Во народен дух. во народен нели? дух. Ја искомпонирав и се случи 1986 година, Лихнида кајче веслаше. Нека остане приказната за сега. Да продолжиме ова убава музичка твоја сторија, помалку музика, а тоа ќе биде повторно наредна или Стојне со една од нејзините нови песни од најновиот репертоар, па потоа продолжуваме. Umira
како што видивме, се навраќаме повторно за вашиот животен пат. Спомнавме дека 1986 година се случува Лихнида кај веслаше. Да. Дали знаевте од тогаш дека таа ден денес ќе се пее и ќе живее таа песна? Па вака, јас не размислував за тој и таков момент. Инаку Лихнида многу брзо стана голем хит. Сега ако зборуваме за сегашниот мега хит Туѓа си бескрајно, тогаш Следно прашањето. Тогаш Лихнида беше, значи таков мега хит која буквално, значи се пееше и во детски градинки и до мислам до ја слуша и пеа луѓе до 101 година. Да. Денес се слуша таа песна. Да. Па Лихнида не би рекол дека прогнозираше текстописецот Мирослав Кузман, али во една прилика вели ова е песна за 100 години однапред. Така да, ево, кога веќе прашањето такво, инаку Лихнида има најголем дострел, таа е, може слободно се каже, голем, значи голем балкански хит, која има 6 легални верзии и уште толку и повеќе нелегални верзии. Тоа е околу Лихнида. Инаку ја стартував со 2 големи хитови, ето Лихнида и Тинка Катинка, така да Лихнида многу брзо постана заедно со Тинка Катинка. Додека сме се уште ке Лихнида да ја обработиме малку. Дали може пред јавноста вака да ги откриеме авторите на оваа песна? Па вака, музиката. како што реков, јас од секогаш сум имал некој натрешен, некој набој, некој натрешен да компонирам, така да Лихнида како композитор на мелодијата сум јас, текстописец е Мирослав Кузман, мојот долгогодишен соработник, автор на редица мои други хитови и како аранжер на моје големо задоволство беше Миодраг Божиновски, покојниот Мичо, кој што, како што реков, на големо задоволство беше посебно добар во тој аранжерски дел. Иако има тој свој, како композитор на мелодии, на хитови, али за мене беше посебно, го нагласувам, добар како аранжер. Инаку морам да нагласам, еве за гледачите, многумина и од браншата дори не знаат дека Ефто Попиновски е автор речиси на сите негови песни. Мислам дека е добра пригода ова да го откриеме јавно. Значи сите овие убави рефрени и мелодии што ги слушаме од Ефто се... Лихнида, прости ми душа моја, Туѓа си бескрајно, Зоро моја зорице, дури Аха Хана, дури во некој се јавувам и како текстописец и како аранжер. Песна Блаже супер маже, моја омилена на времето. Па Блаже... Дали таа песна е твоја дел? Блаже супер маже е на свој начин е добра песна. Една хумористична песна. Хумористична во чиј текст... И реалистична. И се зборува, значи, песма, темата е многу реалистична. Значи, Блаже има... Од секојдневието. Блаже има една млада, убава жена, која едноставно не е многу по работа, али го тера него да работи, ти му вели колор да ми купиш, значи таа е исто во она време кога колорите беа актуелни, како актуелни, сега. мислам релативно и скапи. Колор да ми купиш, ауто и добар стан, па да имаш добра жена и во трета смена. Блаже супер Блаже едноставно Да. морал сето тоа да го исполни. Се сеќавам на таа песна. Беше многу интересна во раните 90-ти години, мислам, или 80, крајот на 80. Па така нешто, 80 и некоја. Да. Тогаш издадов Да. касета и во касетата беше... Малку да помоветиме сега со нашата Стојне, припадничка на новиот бран фолк дами во Македонија, од младата, новата генерација. Да. Она што не радува сите, а најмногу ќе ја радува публиката, која желно очекува нови ликови во нашиот фолк.
Стојне, да проговориме малку за твоите активности годинава, последни активности. Знам дека ги има доста. Тука беше да. филиграни. Од кога се пресели во Скопје, навистина имам доста активности. Да, мислам дека Да, значи ти беше добар потек. Да, кака не. Најпрвен бев на Охрид фест, значи со тоа започнаа сите мои песни. Да. Уствари, да не заборам, ни примија и песна на субвенции. Опа. Значи, да. Потоа бев на Охридски трубадури, каде што ја испеав Рано е, со Која. Исто така, значи, снимив и видеозапис со Диапазон Рекордс. Сега веќе се врти на Балканика и на Да, Фен ТВ. тоа е еден посебен дел Да. од твојава кариера, актуелна, за кој ќе проговориме подоцна. Меѓутоа, сега само да ги наброиме овие твои активности фестивалски. Па добро, бев на Турковизија 2014, ја представував Македонија Браво. таму. На кој Потоа- начин ја представи? Со која Со, песна? значи, првата вечер 2 песни на македонски, а втората пеев... Румелиска. Не, моја песна на турски. Браво. Да. Браво. Тоа не сме го знаеле. Ето уште еден нов момент од Стојне. Па потоа следуваше во септември, ако не се лажам, Пирин Фолк. Да, така. Пирин Фолк во Бугарија. Да. Каде што настапив исто така на 2 вечери и освоив 6 награди. Ве молам еден аплауз. Ве молам еден аплауз. Тоа е македонче. Да. Тоа за жал не беше многу афирмирано во Па добро, да, домашните пишуваше медиуми. на некои портали и во некои весници. И еве една добра можност во Фолк естрада Да. и Тоа официјално да го да кажем. објавиме дека Стојне Николова е добитник на 6 награди. Значи за сценски, за шарм. Чекај, не за тоа. Да. Значи бев за најдобра интерпретација и најдобар Вау. исполнител. Вау. Така викаат, Вау. исполнител. Потоа чекај, не се сикам. Додека се сетиш, ние ќе продолжиме разговорот. Нели ликни да кај веслаше, а Криси шоу водеше. Уште водам. Да. Со Стојне ќе проговориме, уште имаме теми со неа. Да не забораваме нешто. Да. Затоа да не те Баше, оптовариме многу. малку веќе кога сме кај шоу, во што го спомна Криси, шоу водеше. Криси Пред шоу некој си водеше. И уште си води. Пред некој ден читам на сајтовиве. Благоje Грујовски стана водител, почна тука да збори, од пејач На Фолк водител. естрада. Не, на емисија Плетанка. Ајде сега тука да кажеш која емисија ти ја водиш? Ајде. Па мислам дека нема дилеми која емисија. Во која Фолк емисија естрада. учествувам, тоа е емисијата Фолк Естрада. Ја не знам, Нема никаква јас не знам кај врска. го пишувало тоа, очигледно тие што го пишувале не се добро информирани. Толку за тоа. Ајде, го спомнавме, тоест мојот колега спомна за Република Вевчани, како што говорат. симпатично ја Колку нарекуваме. често вие одите да го посетите вашиот роден крај? Па добро, јас не сум роден во Вевчани. По игра на случајот роден сум во Струга. Сега Вевчанци би рекле, па што не каже дека си во Вевчани роден? Значи не можеш двојно државенство, не дава. Не даваат. Инаку јас имам пасош што те информирам. Добро, ама дали ти е двојно државјанство? Па Ти имам и можеш- Вевчанско, имам и Добро, РМ. тоа е нешто не е во ред, преку некои канали си добил. Па преку врски нормално имам таму доста настапувано за карневалот и така. Да. Инаку беше интересно е што во Вевчани, кога веќе го спомнавте, долги години, значи кој не пееше на тој карневал, така да после долги години, ето и мене ми дојде редот и навистина не би биле македонци или вевчанци ако тоа така не се случува. Сегашниот градоначелник е многу джентаменски, многу цвете, значи велите ефто доаѓајте молам, инаку ја оплескавме работава. Така да многу ми сметаат тие работи што А до сега не бевте викнати на... апсолутно. Дали сте лути на Вевчани? Да, јас не сум љут, јас сум за многу работи
многу работи јас ги посматрам многу објективно. Низ цел живот за мене велат е бунџија и незгоден и до последно. Тоа мене ми е во крвта. Нормално има една додавка, со длабока причина. Ми смета тоа што никако не свативме дека додека не почнеме своето да си го цениме, ние ќе бидеме вечни губитници. И во минатото сме биле, и сега, и ќе бидеме до Доколку последно. нешто не смениме Значи, во најскоро време. показател е, ето тоа Вевчани, значи, мене ми дојде редот, после 100 години ми дојде редот. Тоа е фактички во нашиот ген, македонски ген, за многу работи, еве, јас во ова прилика морам секој потез, како што реков со причина, јас сум незгоден, навистина незгоден, кога треба да се каже, да се пофали нешто, јас го фалам. Кога треба да се критикуват, за жал многу тоа е за критика, еве морам сега како забелешка, како да не бидете тоа фалба. Значи, овој потек од потреба од една ваква емисија, значи не можам јас да не ја забележам како потреба, како добар потез, како нешто што можеби македонската телевизија требаше, бидејќи е таа пред се повикана пред македонскиот народ, да правите емисии од разен карактер, вакви емисии, такви емисии. За жал, таа не правит скоро ништо, може се да добиет 1+, тие што ја водат работата таму, веројатно тие директорите не им треба македонска музика и што можам јас друго да кажам, дека во ова прилика треба ова емисија да се пофали како потреба, Благодариме. како потреба, како прилог кон нашиот национален идентитет. Кога зборуваме за него, само се фалиме, само нешто, па ова е тоа. Да. И Токму исто така така, да не упатам критика до најповиканите, кои не можам да ги разберам. Така да ето и со Вевчани, и со Македонија. Инаку, јас нормално критикувам, али во исто време ни случајно не застанувам. Работам. Ево и во овие тешки времења. Има тука и една песна, значи издадов ново CD, дури со 15 нови песни. Ново компонирани, нови песни. Значи тоа е тоа. Ефто Попиновски. Не треба само се критикува. Или да влегуваме во некој води, критизерски води. Може да критикуваат само оној што има производ зад себе и како што реков, и во најтешките времења јас издадов CD со дури 15 нови песни. Ефто Попиновски, како што го знаеме секогаш, чесен, искрен и отворен. За се и за се што. Па Ева го CD-то. нема да имаме успех. Токму така. Ако не И биде мислам така. дека е време малку од разговорот да се префрлиме на сцената и да го чуеме Ефто со една од легендарните песни од твојот репертоар. Поведете. Ostavam baš se i spomenut moj drag. Samo ti da si pokraj mene pak. Al da li možam jas da bidam bez tebe? Jedina znam ke se skine se. Dušo moja, zašto pijam? Zašto noke dušo ne spijam? Jedna čaša ništo ne mi znači, oj ta ljubav što me izmači.
ako odiš, srce trajno ke me zavoli. Kaj da skitam tebe ke te sakam, gori duša da se razdvoji. Izbrišam baš se po moj odlažen svet. Sakam jaz da go skrutam tvoj odlet, a može ovoj čas da bide spas za nas. Sepak znam ke si mi ne se, dušo moja, zašto pijam, zašto noke dušo ne spijam. Jedna čaša ništo ne mi znači, oj ta ljubav što me izmači. Dušo moja, ako odiš, srce trajno ke me zavoli. Kaj da skitam tebe ke te sakam, gori duša da se razdvoji. Dušo moja, zašto pijam, zašto noke dušo ne spijam. Jedna čaša ništo ne mi znači, oj ta ljubav što me izmači. Dušo moja, ako odiš, srce trajno ke me zavoli. Kaj da skitam tebe ke te sakam, gori duša da se razdvoji. Kaj da skitam tebe ke te sakam, gori duša da se razdvoji. Го слушнавме Евто Пупиновски со еден од неговите големи хитови, кои ги има во изобилство. А сега да проговориме со Стојне за еден нов момент во твојава кариера, а тоа е излез на една поголема сцена во Бугарија. Конкретно кажи ни ти најточно договор подпиша со една продукцијска Добив понуда куќа. за да подпишам договор со Диапазон Рекордс. Тоа е продукцијската куќа на телевизиите Балканика и Фен ТВ и на некои народни во Бугарија. Тоа е веќе голем пазар. Да, Честитки. благодарам. И јас секако со задоволство подпишав и чекавме момент за да добиеме права песна, за да ја започнеме таа соработка. И еве, се случи тоа, значи снимивме видеозапис за Раное, веќе се врти во Бугарија, па и тука низ Македонија на телевизиите. Соработуваш со Бобан Мојсовски. Да, значи морам да кажам, Автор и Бобан Мојсовски, продуцент. музика и аранжман, веќе на моите најнови песни, а тие се околу 4. Да. Кажи ми И на кој јазик е ова песна за Па оваа Балканик? песна рано ја слушнавме. Има ли две версии? Па сега засега не. Само македонска. Да, само македонски, но значи имаме некои планови да снимиме на српски, грчки кавери и нешто на шпански, Браво. англиски, така нешто помодерно. Значи имаш Да. пошироки балкански амбиции. Браво. Како очекуваш да со кој твој адут би настапила Па согласат. најсериозно таму? Па Тоа согласат. е Најпрви голем и согласат. конкурентен пазар, знаеш. Да, како не. Добро, Стојне, што можеш ти да им подадеш Што ќе на понуди Бугарија, што го немаат бугарките? Па добро, искрено да збориме, тоа е доста голем пазар. Токму но јас заради тоа те прашувам. не планирам значи, да снимам на бугарски и со тоа мислам да се издвојам од останатите. Значи, Да, тоа ќе ти биде еден од Да, аудитите. значи
тие многу ја сакаат македонската песна таму и јас лично се уверив дека да, пред неколку викенди. да, дека значи тие таму на нивните настапи пеат 95% од настапите значи со македонски песни. Исто како во Македонија ние. Да, да, јас бев навистина изненадена и многу среќна што и таму ги знаат нашите Браво. песни. И Тоа во е за ресторани похвалба. влагаш само македонски извор на песни. Да, дури и рестораните Да, се да, така да. направени со македонски народни носи. Многу е интересно. Браво. Треба и ние таква нешто да направиме во Македонија. Па се надевам дека за едно 100 години ќе Не, стигнеме до таа мораме фаза. младите ние да работиме на тоа. Ќе работиме на Браво. тоа. Ќе работиме. Да. Фала му на Бога, ете има нова генерација на исполнители, на изведувачи кои верувам дека тоа ќе го спроведат во дело. Да, да ја шириме и Она што надвор ние нашата македонска за што се традиција. залагаме и што го пропагираме. Меѓу другото надевам. и во нашето шоу Фолк Естрада. Господин Ефто, разговаравме и за Вевчани и за хитовите, односно за Лихнида. Дали ќе може нешто во живо со вашата гитара да ни свирите? Значи, Еве, сега- на пример, за Смир да испееме од Битола до Вевчани. Во друга прилика. Не ја сакаме таа, уште сме љути. Уште сме љути. Не, мислам, бидејќи зборувавме за Вевчани, сега нешто да кажеме за Охрид. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро. Охридското езеро, да. Сон сонува без перница, без наречница. Век векува без утеха, нигде патека. Прв пат грло да ме издаде, јанца да ме изведе. Како камен стојам, Боже, свадба Твоја, кој ме доведе. Прв пат грло да ме издаде, јанца да ме изведе. Хајде да се вечни, некои луѓе срекни, песна паралел. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро, наспротивне рибари, рибари, стари другари. Рибари, стари другари, кротко веслајте кајчето, да не ми правите бранови, рацете да си одмора. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро. Тивко си песна пеше, билја на платно белеше. Лихнида кајче веслаше по
ja sam vljuben, pokraj tebe возбуден i čuden. Noćva sakam da rasletiš ko san, ti so mene da zaigraš bosa. Ana, ljubovni si ti igrana, noćva nema ni početok ni kraj. Ana, žena li si ili angel, ti si Ana noćva moj kraj. To je той jedan i jedinstven Efto Pupinovski. Dragi gledači, specijalno za vas samo u Folk Estrada. Ајде Океј. малку да се навратиме на оние песни кои што се уште живеат ова. Меѓу другото, овие ова- туѓа си бескрајно, значи нема во која и кафана да излеземе, туѓа си бескрајно. Каде додиме на прослава, туѓа си бескрајно. Тука се враќаме на онаа тема, Како и секоја емисија веќе. актуелна тема последниве години, заживување или враќање во живот на Воскреснување некогашни хитови, што е во денешно време тренд, не само кај нас и на Балканот, туку во цел свет. Песните на некогашните генерации се враќаат повторно на живот за денешните генерации. Еден таков пример е токму Туѓа си бескрајна, која ќе ја чуеме потоа, на крај како шлаг на оваа емисија. Кажи ми, како ти го доживуваш овој феномен на Туѓа си бескрајна, Вака, која стана урагански како цунами хит? апсолутно, Туѓа си бескрајно е, значи исто така, мислам, моја песна како композитор, Мирослав Кузман како текстописец и Томислав Таневски како аранжер. Исполнета е на австралискиот фестивал на народни песни Камбера, мислам 92 година. Тогаш доби награда, дали беше втора, мислам дека беше втора награда од публика. И таа како таква, значи, живееше, тлееше. Мислам, не беше од оние песми кои се заборави. Така да, и покрај тоа што за многу работи во животот имам објективни објаснувања, за овие феномени, јас мислам, значи не е правило и не е тврдење, туку тврдење, мислам дека во недостиг, во одредени времења, во недостиг на нова музика. нова квалитетна песна, али песна од тој ваков или онаков карактер, И калибар. значи и калибар, тогаш таа некоја си песна си го зазема своето место во етерот и во човечкиот резон, во човечкиот мозок. Тоа е моје такво објаснување, бидејќи некои научни објаснувања за тие феномени не постојат. Туѓа си бескрајно, како што и преска напомнав, постана песна за сите генерации. Инаку, интересно е и секогаш кажувам, на YouTube е преслушана преку 3,5 милиони пати. Што е неверојатно за Тоа една е за нас, значи, цифра... песна која е снимена пред 23 години. Да. Значи, неверојатна цифра и како таква, сега прашањето беше како јас доживувам. Тоа е посебно доживување, тоа е неспорно, јас сум премногу задоволен, среќен што тоа мене ми се случи. Инаку, на сите мои настапи, каде што претежно се, значи, младата генерација, некаде, условно кажеме, од 20 до 30 и некоја година, од староста, тоа се, значи, не знам кој повеќе е задоволен, дали присутните или јас. Посебно е чувството
И посебно, многу посебно, кога сега е нели модерно да се сликаме со овој со оној, кога ќе дојде да се сликаме, нели, да си жив и здрав. Значи, друго е да ми каже некој од моите генерации, од после, кога тоа ќе ти го кажат, значи, младинки нормално, да си жив и здрав, да ни пееш и да ни предадуваш вакви задоволства. Токму и затоа велам дека оваа песна е вистински феномен. Значи, од Австралија не се случило, барем јас не знам, песна изведена во Австралија да стане хит во Македонија. Обично е обратно, од Македонија хитовите тамо се презентираат. Така. Па, јас си благодарам на оваа песма, за која ми беше едно од, така да се изразам, од децата кои онака беше пуштено само некако да пливат без некоја посебно внимание, посебни реклами, посебно, али си го најде своето место на моје големо задоволство. Криси, да не ја запоставиме Стојне, те молам. Јас сакам пример да чујам Стојно со уште една песна, а потоа да поразговараме. Па мислам дека не ти е лоша идејата. Ајде. Проби Стојне. Клубот гори сите, баш сме пијани. Како плима страст не доаѓа, еуфорија не обзема. И за авантура секој сонува. Одлична забава, добро друштво, не се трезнам до максимум. Свесно јас се опуштам. Овде сите како една душа сме. Басот гради, баш не удира, диджејот не полудува. Во нас врие права крв балканска. Одлична забава, добро друштво, не се трезна до максимум. Свесно јас се опуштам. Играм и флертувам, ритам одвози. Ова луда ноќ нема да се повтори. Неуморна сум баш, лудост ме гре да си заминам. Рано е, рано е. Играм и флертувам, ритам одвози. Ова луда ноќ нема да се повтори. Неуморна сум баш, лудост ме гре да си заминам. Рано е, рано е. Благодарам на Стојне на песната, на преубавата песна. Бидејќи си млада, згодна, убава, слободна девојка, што треба едно момче да посидува за да освои нашата Стојна? Многу работи. Тешко прашање. Многу работи треба да посидува. Па најпрвен да ме почитува, да ме сака онаква каква што сум
и да ме поддржува во она што го работам. Тоа е најважно. Да, тоа е најважно. А се друго... Ајде сега, многу има за другите работи зборуваме. Меѓутоа, тие три карактеристики се Тие најважни три за Сторина. карактеристики, да, најважни се. Минатата година? Тоа е убав поглед. Па добро да. Баже. Па добро да. Дали? И тоа. Баже. Влијателен. После. Позади камери тоа. Господин Ефто, минатата година направивте еден прекрасен концерт, јубилеј. Македонската публика беше презадоволна. Дали и оваа година заслужува македонската публика, туку дали и оваа година вие ќе подарите уште еден концерт за нас? Беше во план, може би не оваа година, али на почетокот на следната година се надевам дека нешто мора да се случи, баш на задоволство на сите оние кои што ја сакаат мојата песна. А ги има многу? Па се надевам Има, дека ќе поминиме како и минатиот пат. Мислам дека вториот ќе биде уште подобар. Па, ето, јас се надевам дека ќе биде нешто за паметење, нешто за силни чувства и доживување. Криси, време за одјава, нели? Време е за одјава, бажа. Мора да те пофалам дека Зашто?
Многу добро се справуваш со сезонава на вируси. Верувам дека и ти добро ќе се справуваш во наредното шоу. Не сакам, ќе се чувам. Драги мои, вие чувајте се од вируси и следете на наредната Фолк Фолк естрада. естрада.